Ова се отчукувањата на сатниот механизам на часовникот на саат кулата во Прилеп. До 2013 година овој тик-так го немаш. Часовникот не работеше. Символот на градот од Маркови кули не го мереше времето. Можеме само да замислиме какво било чувството што заради тоа го имал Димитар Чучуровски, часовничар од семејство кој со генерации се бавеле со овој занает. Во кусата репортажа за Рацин, Димитар Чучуровски ни го раскажа неговото пријателство со кулата и со часовникот. Во 2013 година, по неколку претходни неуспешни обиди, сепак успеал да ги убеди челниците на градот да му дозволат да се качи во кулата, да го види механизмот на часовникот и да се обиде да го поправи. Пред него на неколкумина инженери во градот не им успеало да го направат тоа. Чучуровски вели, часовникот не е пациент па да му каже на докторот што го боли, а потоа да оди на рентген или на магнетна и на снимките да ја откријат болка. Но за часовничар со долгогодишно искуство и од семејство со повеќе генерации часовничари, тоа не било потребно. Кога се искачил и откако внимателно го разгледал механизмот, знаел што треба да направи. Наместо да бара делови за часовникот во Виена или Грац, од каде што се претпоставува дека е донесен, тој со неколкумина занаетчии, дрејари од Прилеп и напредил деловите за кои бил сигурен дека треба да се замени. И навистина, со монтирањето на овие делови, срцето на часовникот во саат кулата во Прилеп повторно почнало да чука. Од тогаш наваму, секој ден се огласуваат звучните тонови што го означуваат точното време секој час. Од тогаш Чучуров секој 3 дена се качува преку тесните спирални камени скалила, стари повеќе од 150 години, и во дрвената конструкција на саат кулата, која што е исто толку стара, го навива механизмот на часовникот за да го означува точното време за прилепчани и за сите гости на мерници што доаѓаат во градот и кои уште од плетвар го гледаат символот на овој град. Освен ова, саат кулата во Прилеп има и други, повеќе приказни. Некои од нив се историски легенди, а другите се фактографски и стручни. И едните и другите се чуваат во Националната установа Завод и музеј Прилеп. Во оваа установа работат повеќемина стручни луѓе кои на еден или друг начин, меѓу другото, се поврзани и со очувањето, одржувањето и проучувањето на саат кулата во Прилеп. Една од нив е кустусот археолог Паре Зареска. Покрај тоа што музејот чува стари предмети, чува и обемна документација, за основа на која што се направени и бројните конзерваторски зафати околу саат кулата. Приказните стопан немаат. Луѓето за своја сермија ги земаат. Она историската помалку или повеќе е позната приказна дека кулата била изградена некаде кон крајот на 19-тиот век од мајсторите Коста Лауцот и Ристата Славич. Истите оние мајстори кои изградиле Стара црква во Прилеп во 1838 година. Во 80-тите години на минатиот век, значи на 20-тиот век, низ Прилепската чаршија, од човек на човек почнува првин тивко, а потоа се погласно и погласно да се шепоти дека сатов како да е накривен. Кулава ќе падне. Накривувањето на кулата е следната приказна за градскиот саат во Прилеп. Инклинацијата на кулата била забележана по вертикалната оска од страна каде што се скалите уште во 1986 година, кога требало да бидат изведени конзерваторските работи на подножието на кулата. Гласините за накривувањето на кулата станувале се погласни и Завод и музеј од Прилеп иницира серија акции, меѓу кои најбитна е онаа за следење и мерење на накривувањето на саат кулата, односно инклинацијата. Потоа следувал и проект за конструктивна консолидација на саат кулата и интересно е да се напомене дека накривувањето на кулата достигнало дури до 117 сантиметри. Мерењата се започнуваат по иницијатива на Василка Печијареска, конзерватор советник од Завод и музеј Прилеп. Таа во соработка со професорот Борис Чипан и го изготвуваат проектот за конзервација. Тој се реализира во 86 година. Многу интересно партерното решение е предложено во тој проект. Тука се предвидени да се откријат старите корита околу саат кулата и така би се симнало нивото за 50 сантими подолу, па би се виделе и оние стари мермерни плочи кои што ги користеле во давните времиња. Но заради големото накривување на саат кулата, заради статичките проблеми, тој проект не е реализиран, односно акцентот е ставен на отстранување на причините за
инклинацијата, причините за наведнување на саат кулата. Применети се методи на амбиент и методи на принудни вибрации. Тука се оценети еластичност, носивоста и деформационите карактеристики на објектот. Дел од причините лежат во составот на земјиштето. Имено, земјиштето е меко и саат кулата тони надолу. Притиска надолу и тони надолу. Но, и тоа тонење е битно што не остава никакви пукнатини на фасадата на саат кула, каде што се гледа мајсторијата на претходно спомнатите мајстори Коста Лауцот и Ристата Славич. Потоа следуваат неколку интервенции за санација и стабилизација, кои што ги прават нашите архитекти од Завод и музеј Прилеп. Архитектите примениле една така наречена бетонска конструкција, армирано бетонски жакети, со кои што се издлабени дупки, кои потоа се исполнети со бетон, така наречени бетонски шајки. Со нив е направена една армирано бетонска мрежа, со која што тлото целосно е зацврстено. И денес саат кулата нема да падне, че си остане онака како што ја гледаме сега. Никогаш нема да ги доживеете овие приказни ако не влезете и не се искачите во прилепската саат кула. Нема да претераме ако речеме дека тоа е сериозен предизвик. Клучот од портата е секогаш кај Диме Чучуров, но тој беше доволно љубезен да се најдеме во чаршијата и да влеземе во кулата. Треба да се искачат 105 спирално подредени скалила во тесниот и темен простор. Во еден момент ќе помислите дека искачувањето нема крај, но токму тогаш ќе стигнете до првото пошироко одморалиште, односно до делот каде што завршува зиданиот дел и започнува дрвената конструкција на кула. Овој дел од саат кулата е дом на инсекти, пајаци, муви, гулаби, а земја и прашина има во изобилство. Но сето тоа станува неважно кога ќе стигнете тука, најгорниот дел од кулата, на височина од 34 метри. Навистина, може да се доживее Прилеп во една сосема поинаква перспектива. Животот на граѓаните може да се посматра во сите улички на старата чаршија, од сите страни на градот, до марковите кули, да се фрли поглед на Селечка планина. Едноставно, незаборавно уживање, до кое се стигнува доколку останете упорни и ги изминете тесните скали до врвот на саат кулата во Прилеп.